Принцот Вилијам и Кейт Мидлтон оваа година не присуствуваа на традиционалниот предбожиќен ручек во Бекингстимската палата, пишува Daily Mail. Причината за нивното отсуство не е позната, а Вилијам и Кейт веќе најавија дека празниците ќе ги поминат со децата во нивниот дом, палатата Сандрингам. Странските медиуми пишуваат дека причина за нивното отсуство може да биде настан од 2006 година. Именно покојната кралица Елизабета направила невиден потек и за прв пат ја повикала девојката, партнерката на принцот Вилијам, Кейт Мидлтон, на божиќен ручек. Тогаш сите биле изненадени бидејќи беше вообичаено да се канат само брачни парови на ручеци, а она што уште повеќе ги изненади многумина е фактот дека Кейт Мидлтон ја одбила поканата на кралицата. Кривичниот случај против актерот Алек Болдвин за фаталното пукање на снимањето на неговиот филм Rust заврши во понеделникот, при што обвинителот ја повлече жалбата за отфрлање на случајот. Ова лето Болдвин беше ослободен од обвиненијата за убиство од небрежност. Судиката Мери Марлоу Сомер го отфрли обвинението во јули, велејќи дека обвинителите и полицијата не успеа да го докажат потеклото на куршумот што ја уби Хачинс. Ханам Гутиерес, одговорната за оружјето на сетот, е осудена на 18 месеци затвор поради погрешно поставување на вестинскиот куршум кој Болдвин го користел за време на снимањето. Не сум ја гледал финалната верзија на филмот и не планирам, но се надевам дека ќе биде објавен, дека парите ќе им бидат вратени на инвеститорите. Никогаш не сакате луѓето кои веруваат во вашиот проект да бидат оставени на цедило. Концертот на танец е прослава на македонската култура и традиција, нашето минато, сегашност, но иднина. Тој е достоен репрезент на најубавото, непроценливото македонско фолклорно богатство и творештво кое го потврдува идентитетот на македонскиот народ, истакна министерот за култура и туризам Зоран Љутков на завчерашниот јубилеен концерт на националната установа Танец. Публиката и овој пат уживаше во македонските фолклорни бисери, тешкото, невестинското, комитското. Под мотото 75 години македонски код, националниот асамбл за народни игри и песни Танец за вчера вечер во преполната сала на Националната опера и балет одржа завршен јубилеен концерт со кој уште еднаш покажа зошто представува чувар на македонското фолклорно наследство и е еден од најголемите културни амбасадори на нашата држава во светот. По серијата јубилејни концерти одржани во текот на годината во земјава, но и надвор од државата, Танец и овој пат во Скопје на присутните им приреди величинствено патување низ македонската фолклорна традиција, славејќи македонската култура и традиција. Во Драмскиот театар во Скопје утре 25 декември ќе се одржи премиера на представата Фамилијата Адамс во режија на Теа Беговска. Представата го символизира спојот на темното и светлото, на нормалното и ненормалното, а при нејзино реализирање фокусот најмногу бил ставен на филмовите од 1991 и 1993 година. Улогите во представата ги играат Предраг Павловски, Трајанка Илиева Велич, Гордана Индровска, Нина Елзесар, Сашо Тасевски, Томислав Давидовски, Марија Наумов, Емилија Мицевска, Златко Митресаки и Маја Велковиќ Пановска. Духовите во представата ги играат Јована Миладинова, Ема Лазарова, Луна Микевиќ, Стефан Арсич, Кристијан Петковски, Емис Билаловиќ, Анастасија Митровска и Мартин Мазнев.